се е бело во град и во село. Ама појќе е бело ко си на село. Се е повеќе бело на село. Со таа мантра 10 дена пред да заврне снегот го дрвеше етерот, познатиот Алиекспрес метеоролог и струшки тепач Славчо Поп, без да пријави дека всушност гледа прогноза на професионален метеоролошки модел Нотас на професорот Спиридонов од ПМФ. Каква држава, такви и метеоролозите. Па добро е што Славчо прогнозите за снегот повеќе не ги дава според баба му кога ја врти коленото и кога дедо му го фаќа половината, туку гледа у компјутер и чита. А кој чита зло не мисли. И така снегот беше најавуван 10 дена од славета, ама Македонија пат, како и во задните 30 години, ја заболе уво и за прогнозите на Славе, и за прогнозите на Каменко, и на не знам кој, и на Радко, и на Златко, и на Млатко, на сите бе. И по илјадити пат Македонија пат ги остави граѓаните да мрзнат по автопатиштата заглавени, нели, од тоа белото на село. И тогаш излезе главниот директор, кој пред тоа шеташе на 10 функција, беше познат и по некои написи за родово наследство, така што и со целиот симпатичен сурат на народот му порача дека немало они што да чистат снег, а требало народот си купи зимски гуми. Ало, челови! Знаеме дека имаш арам плата од 150.000 денари, ама да те прашам бе, од кои пари бе народот да купи зимски гуми бе? Па не му оставивте ти и твојата партија заедно со дујни ебан денар на народот бе. Го соголевте до гола коска. Абе, турва, знаеш зошто бегаат младите во странство? Затоа што некој како тебе зема 3.000 евра плата, а тие се хранат со 140 денари на ден милостина. Абе, се искрадовте бе. Абе, бришка направивте, пустина направивте од државиче. И ще си животе на макајката. Немал народот зимски гуми, а мајката. Па ги даде народот парите за зимски гуми што му требаат, за да купи нови пасоши што не му требаат. За да може вие потоа да ги раскрчмите тие пари на избори, за да подкупите она малку глупаци што остана и што ви веруваат на економските мерки. СДС и ДУИ и економија, магари е музика, а Рачинова и пилоти, Баба Вања и Христос Стоичков, абе врска. Абе врска. Абе таквото подале. Ама кога крадете бре, немате и саве. Ни чувство, ни сочувство. Абе, у состојбе сте на мртвец сандукот да му го украдете. Мртвец, извади го или тоа со багарче, мал фрли го сандукот. Реди тегли ајвар у него, туршија у поду. До толку бе немате гај. Него, кога сме веќе кај смртта, кај таа најголема непознаница во животот, најголема мистерија смртта. А таа ја има нели многу у последниве години кај нас. Се извинувам што сум малку некултурен да прашам. Нали, до каде сте бе со истрагата за крадењето скапи лекови на онкологија од болните кои ги платиле од свој джеп, па им давале водичка наместо лек? Не, стварно, до кај сте со истрагава? А? Ги викнавте бе оние од царина да ги прашате како и кога тие лекови биле шверцувани на Косово на црниот пазар? А? Еве, деновиве гледаме дека на истиот пазар имало и фалс евра од Македонија. А? Све проаѓа по нашата решето граница. Али затоа, од доверливи извори знаеме дека нашите цариници успешно запленуваат ботокси и филери на граница. За овие лековиве и скапава биолошка терапија не се фалат, ама дека фаќаат ботокси, филери фаќаат. Знаеме дека нашите цариници тие ги фаќаат. И имате осомничени бе, торлаци, некој сомнителен директор, министер, раководител, а? Имате? Од истрага уште трае. И трае, и ќе трае. Затоа и формиравте комисија, за да трае до недоглед. Освен или
Кој што е кај нас обичај да му ја префрлите вината на оној дечко што наплаќа паркинг на клиничкиот и го пуштил возилото со украдени лекови да помине нели под рампава. Колку заебаате бе. Имате огледало дома? Во тој скандал се вмешани гарант десетици луѓе од врвот на власта бе. До кога ќе ви трае истрагата? Или си викате, секоја чудо за 3 дена во Македонија. Народ со избушена хард диск меморија, Ке чекате да заборавиме на случајот? Па да беше овој скандал во Кина, во Јордан, во Катар, во Саудиска Арабија, во Сингапур, во Индија, во Иран, до сега ќе стрела или ќе обесеа пола државен врв од министри до директори на болници бе. И братот на шеикон ќе го обесеа ако чепне лукасата бе. Затоа што тоа се нормални држави во кои што се знае редот. Не се помочани демократии во кои најголемиот полуписмен жган владее со честните и умните. Само едно му префрлам на народот, што по мнењето му е краткове, 3 дена му трае. Ма какви 3 дена, 3 секунди му трае како на златна рипка. За правдата да дојде народот треба да има долго паметење, да памти како слон. И години да поминат, и децении да поминат, да им памти за злото. И да ги изгази со нога дзрските да им излезат кој ќе дое време за тоа. Ама основното е да памтиш, да имаш меморија. Да се сетиш на сите зулуми што ти ги направиле. За се. И за колку луѓе што умреа без потреба во короната, и за тие што изгореа по на модуларни болници, за тие што изгореа во автобусот, и за парите за вакцините во Хонг-Конг, за подмитените избори 2020, за пасошите на белосветските криминалци што им ги издаваа нели нелегално, за 5 милиони евра кога се продаваше името, за секој ден, секој скандал што се памти, сите овие 365 дена годишно помножено со сите години на власт на СДС и ДУИ, и да се лежи за сите арамилаци, не за еден, не за два. Тоа време треба да дојде. Старите наши велеа, што не било, ќе биде. Затоа треба да се памти, да се помни. И за некои работи што се случува и деновиве. Затоа што со овие гавази нас дома може истото да ни се случи бе. Ѓаволот само што не ни чукнал на врата. А ние глумиме иднина, сегашност некоја. Што никогаш нема да дојде.